Добро вечер, Македонијо! Добро вечер, позитивен народе! Особено ми е мило што гледам дека вечерва сме собрани во огромен број и студенти, и пензионери, и земјоделци, и бизнисмени. А тоа пак докажува дека сите вие сакате со своите позитивни мисли и идеи да допринесете за развојот на вашата татковина, за напредок на нашата Македонија. За жал, Македонија влезе во несрекна приказна во која го изгуби единството на народот и единството за државните интереси. Затоа, драги мои, време е да престанеме да се залажуваме самите себе и храбро да се погледнеме во огледало и да кажеме доста е, да продолжиме храбро напред, бидејќи жртвите бараат изговори, а победниците нудат решенија. Ние мораме што поскоро да ја промениме нашата ментална матрица од барање изговори во испорачување на резултати. Сите ние добро знаеме дека Македонија на економски план може да успее доколку се фокусираме на планскиот развој на земјоделието, кој денес и покрај силното субвенционирање, за жал, не е во конкурентно со европските и светските стандарди. Тоа е така, бидејќи во изминатите години увозот на храна е дуплиран во однос на извозот на македонски земјоделски производи во Европа и светот. Нашата цел е во прва фаза земјоделското производство во целост да ги задоволи домашните потреби од храна, а во втора фаза земјоделското производство да биде наменето за извоз во Европа и светот. Затоа, Коалицијата на Позитивна Македонија, доколку учествува во идната влада на Република Македонија, ќе формира државна компанија за извоз на земјоделски производи, во чиј состав ќе бидат формирани оддели за откуп, посредување, конфекционирање, пакување и извоз на производи од клучните земјоделски производи дефинирани во нашата стратегија за развој. Коалицијата за Позитивна Македонија ќе превземе итни мерки за создавање на крупни земјоделски стопанства поради оптимално користење на постоечките ресурси и техника, следени со големи вложувања на капитал. Затоа, Коалицијата на Позитивна Македонија силно ќе се залага за намалување на необработливото земјиште. Ќе превземеме мерки за трајно подобрување на водоснабдувањето преку изградба на нови акумулации и системи за наводнување на микрониво, обнова и изградба на нова патна и транспортна инфраструктура и санација и реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување. Ќе дадеме голема поддршка за активностите поврзани со прилагодување на земјоделството кон климатските промени, зголемување на ефикасноста и конкурентноста на земјоделците во согласно со современите европски стандарди за квалитет и безбедност на храна, развој на руралниот и агротуризмот како мерка за еднаква шанса за развој на сите региони во Република Македонија. И она што е најважно, Коалицијата за Позитивна Македонија силно се залага за развојна компонента на моделот на субвенционирање, воспоставување контролни механизми на ефектот од субвенционирање, како и најважното, задолжителното реинвестирање на субвенциите назад во земјоделското производство. Од овде, сакаме да ви порачаме дека Коалицијата за Позитивна Македонија секогаш ќе биде отворена да ги слушне и прифати вашите потреби и согледувања со цел во Македонија да се развие модерно земјоделско производство, пошто Македонија ќе биде препознатлива во Европа и светот. Затоа, ве повикуваме да престанете да бидете заложници на вашето минато и да станете архитекти на вашата иднина, бидејќи Коалицијата за Позитивна Македонија наместо судбина ви нуди иднина. Затоа, на 27 април
одлучете позитивно, заокружете го бројот 9. Да живее коалицијата за позитивна Македонија, да живее Македонија. Ви благодарам.